Наезда од црви во населбата Македонка. Гадинките буквално се на секој милиметар во дворовите, гаражите и помошните простории од домовите на загрижените граѓани. Велат, освен што се непријатни за гледање, деновиве тотално им го нагризале спокојството од помислата дека можат да им влезат и во домовите. 100 милиони, со лопати да ринеш, секој се бајле цела недела. И од, не знам, од реката, од дека идат, према куќите. И каде се кај се ги Па сегде под дидови, сегде се качуваат. Мислам до сега и внатре ако може да влезат, и внатре влегуваат. Има, не знам од каде доаѓаат, од река ли, од земја ли излеват, тоа е опасна работа. Кај дел од нив веќе се одомакиниле. Граѓаните се очени, никако да се ослободат од нив. Мене лично, аз сум пониско, влегуват ке мене, ке си ми не са влезели уште, он не е дозвол. А ке мене влегуват од илуминат, ниско ми е џамот, 80 сантима висина, влегуват во собата и во собата собирам со медлади, надвор ги газам. Искуството на засегнатите соговорници покажало, непоканетите натрапници се неуништиви. А зошто? Од јас сум хемичар, од самото газење, ако не го испереш, па се размножуваат. Нивните јајца што ги носат, не и смета физичкиот удар. Експертите смируваат, ова не се црви, ниту опасни за луѓето и се уништиви. Се работи за стоногалки, тоа е посебна класа на животни, ценконоги. Значи тоа се животни кои не праваат некои штети, може да се хранат растително, а може да се хранат и со животинска храна, односно да бидат предатори. Те се хранат со животинска храна, дори во домовите, ако се најдат, можат да ги уништат, односно да ги уништат, сите штетни инсекти што се во самиот дом. Значи не се воопшто опасни за луѓето. Не, веќе ако целосно се прегазат, се мираат, може би еден дел од нив да се откине, пак да преживеат, иначе целосно ако бидат прегазани, не преживеат. Во меѓувреме, за да ја запрати инвазијата на упорните стоногалки, се користат разни видови на препарати. Успехот е делумен. Ако не ставиме, кажи го, петролит пред вратите, пред таквото, ќе влезат дури дома, кој дека се снајдат. Купуваме прашкови, отрови, свашто купуваме и нема лек за ни. Природата е најдобриот лек. Првите есенски мразеви ставаат крај на маките на жителите од населбата Македонка. Но спокојот не е долговечен. Трае безмалку една година, се до првата недела од наредниот октомври, кога оваа приказна почнува од почеток. Влагата и темните места е целта на инвазијата на животинките. Тоа во оваа населба има напретек, особено кај домовите што се во непосредна близина на брегалница.